што се гледа, радио што се слуша. Забава за секој ден, забава за секој час. Бела ФМ е заедно со вас. Бела ФМ е заедно со вас. Почитувани добар ден, 1 април, среда, денеска стартуваме со многу убави иницијативи кои што значат поддршка за младите, а денеска тука во студиото имаме двајца млади со кои што ќе разговараме за една интересна иницијатива која што веќе подолг период се случува во општините Крушево и Долнени. Со нас тука се Филип Димковски, добро ни дојде. Добро ве најдов. Наш соработник, гостин и пријател. И Анастасија Смиле, за прв пат во нашето студио. Така е, добро ве најдов. Многу ми е мило што ќе поразговараме на теми кои што ги тангираат младите, кои што се однесуваат на природата, кои што се однесуваат на одржливо земјоделство, но исто така кои што значат промени во нашето општество, бидејќи ќе говориме за нешто што како поим е застапено во Македонија, но за жал никако да најде корени и да почне да функционира, а тоа е социјалното предприемништво. Анастасија, бидејќи и по вокација си правник, адвокат и ги познаваш овие работи, поими кои што се однесуваат на овој дел, што би можела да ни кажеш, дали е точна мојата констатација дека на луѓето во Македонија се уште не им е јасно како функционира социјалното предприемништво, дали можат да се формираат социјални предпријатија, а уште повеќе кога станува збор за млади, што се треба да се преземе во тој дел? Така е, најнапред поздрав до вашите гледачи и драго ми е што сме денес тука да поразговараме на оваа тема. Социјалното предприемништво може да изнајдеме безброј на дефиниции, правни, теоретски, секакви дефиниции. Пред се, наједноставен пример што ни представува социјалното предприемништво и она што го разликува од класичните бизниси е тоа дека социјалното предпријатие не цели кон чист профит, односно чиста добивка, напротив. Да, има одреден дел добивка, меѓутоа останатиот дел од мисијата на едно социјално предпријатие како да биде општествено одговорно, односно како да вклучиме ранливи групи во одредено социјално предпријатие кои што ќе работат и како на таков начин да му помогнеме на општеството и на заедницата. Значи не постои чист профит во социјалното предприемништво. Сега, она што е, ајде да кажам, рак рана на оние здруженија и останати фондации и трговски друштва кои што се занимаваат со социјално предприемништво, не постои конкретно законско решение кое што го уредува социјалното предприемништво. Најчесто оние социјални предпријатија кои што сега во моментот екзистираат, се регистрираат или како фондации или како здруженија на граѓани, а согласно законските решенија како што е закон за здруженија и фондации, закон за трговски друштва. Во текот на 2021 година на владино ниво донесена е национална стратегија за развој на социјалните предпријатија, а кон неа е донесен и акцијски план за нејзино спроведување. Со овие два стратешки документи е даден предлог и изготвен е предлог за посебен закон за социјални предпријатија. Тоа е во текот на 2021 година. Денес моментално тој закон е уште во фаза на изработка и на подготовка. Сега, доколку постои едно прецизно и концизно законско решение, како лек специјали за социјалното предприемништво, тогаш би имале и јасна дефиниција што ни представува социјалното предприемништво, како да формираме социјално предпријатие, односно која е таа официјална службена постапка преку која би можеле да го формираме едно социјално предпријатие. Понатаму како да дојдеме до пристап до јавни фондови, грантови, понатаму како да воспоставиме систем на следење на нивното работење, финансиска институционална поддршка, како да може да ги искористат сите оние даночни ослободувања и олеснувања кои што би биле предвидени, нели? Што значи дека може да заклучиме дека во овој момент се уште законското решение кое што би требало да ја уредува оваа материја е останато се уште во фаза на подготовка и на изработка. Па се надевам дека во догледно време ќе го догледа и светлото на денот. Така и 5 години поминале. Така е, да. Така е.
дали можеш да ни посочиш одредени примери во земјава, во Македонија или пак од странство кое што еве како пример би ги зеле дека тоа е социјално претприемништво? Така, од повеќе обуки имам посетено во текот на работење со проекти и во текот и на студиите, и имав чест и можност да се запознам баш со еден таков пример. Се работи, чинам дека се викаше Сдруженијето Покров, Струмичко или во Струмица, или во околината на Струмица, точно не сум сигурна, се занимава со одгледување на со оранжери, одгледување на органски зеленчук. И при тоа, она што му е како задача е да вклучат, односно, ајде на некој начин да ангажираат лица кои што се зависници од опијати, алкохол, и на таков начин, преку вклучување во одгледување на овие земјоделски производи, имаат поголем број на лица кои што успеале и се излекувале од тие зависности, што сметам дека и тоа како е позитивно, и паралелно производите кои што ги добиваат од одгледувањето на земјоделските производи, ги пласираат и на пазарот, што значи дека се продава и автоматски има и профит, меѓутоа ја има и онаа друга социјална мисија како да го решиме ова прашање на некој начин. Вие кажете како представници од невладината организација од Лак Агро Лидер, кој што еве ова е втора иницијатива за која што говориме, ја прави се со цел да се поттикне нешто за да може да се реши тој проблем. Предпоставувам дека за проектот за кој што ќе говориме, главната цел е практично тоа, за да може да се забрза тој процес и да се решат тие системски решенија што ќе значат и дефиниција и функционирање на тие социјални предпријатија. За кој проект станува збор, кој што еве денеска ќе говориме и кој ќе значи барем малку раздвижување на оваа тема? Така, проектот е насловен Младински зелени социјални предпријатија, нова енергија во руралниот развој. Проектот го работи организацијата Лак Агро Лидер, и токму преку овој проект се поврзуваме со социјалното претприемништво, односно како аутпут кој што би требало да произлезе од овој проект е пак формирањето на младинска земјоделска задруга како еден вид или начин на социјално претприемништво, која што младинска земјоделска задруга би се формирала конкретно за Пелагонискиот регион, односно општина Крушево и општина Долнени. Целта на формирањето на оваа младинска земјоделска задруга е како, од социјален аспект гледано, како да ги задржиме младите во овие населени места, во овие општини, како да ја зголемиме на некој начин вработливоста и како да им помогнеме и покажеме дека може тука да се остане и тука да се работи. Понатаму, што се тоа значи од економски аспект, задругарството, конкретно еве млади кои што би се вклучиле во земјоделска задруга, значи поголема конкурентност и на пазарот, поделени трошоци, понатаму заедничка набавка на репроматеријали, заедничка набавка и обезбедување на механизација, нели, која што е потребна доколку се работи за конкретно обработување на ниви или насади, одгледување на овошја или на зеленчуци. Сето тоа значи поделено помеѓу младите задругари и автоматски профитот, добивката која што би ја стекнале, се враќа директно кај членовите, не оди како класична добивка или профит на одредена фирма. Исто така може да се гледа тоа и од еколошки аспект. Често овој проект има и еколошка позадина, односно да се свртиме кон оние зелени технологии, циркуларна економија, како да компостираме, како целоној отпад од храна, од лисија, од сите тие работи да не завршува на депониите, напротив, ајде да го обработиме, да го компостираме и повторно да го вратиме во употреба на друг начин. Одлично. Вие сте вклучени со младите од двете општини, имате теренски активности, јас би го запрашала Филип во однос на тој дел, бидејќи знам дека не само што му е задача, туку тој и обожава да работи со млади, особено кога станува збор за земјоделство, еколошко, биоземјоделство и така натаму. Најпрво за интересот. Рековме Крушево и Долнени. Колку се заинтересирани младите да се вклучат во вакви проекти кои што за нив значат, еве,
дополнителен поттик да кажат дека нивните вредности вредат на вистина, односно можат да направат нешто повеќе отколку да помагаат во семејното земјоделско стопанство. Навистина уживав, но пред тоа да го образложам би сакал да кажам дека многу иницијативи, не само ова на Лага Агролидер заедно со Младинскиот сојуз Крушево, се убави и добри, меѓутоа ние мораме да најдеме модел на одржливост на овие проекти, затоа што во спротивно ние пред граѓаните, пред жителите на оваа држава многу пати невладиниот сектор изгледа како дека прави нешто во еден момент, на некој начин ги манипулира граѓаните, потоа тоа престанува и луѓето ја губат довербата. А всушност многу невладини организации поттикнуваат промени. Меѓутоа, за тие промени на вистина да дадат резултати, потребна е институционална поддршка за да тоа од развојна фаза премине во еден стабилен проект кој на вистина ќе обезбеди бенефити, а тоа е возможно. И за да не излезе на крајот дека обуките што да речеме јас конкретно сум ги држел, дека само сме ги залажувале или заведувале младите, можете да го направите тоа, но на крајот немате можности да го спроведете. Обуките беа прекрасни, јас морам особено да ги истакнам и пофалам средношколците во средното општинско училиште Наум Наумовски Борчево Крушево. Благодарност за приемот и на нивните професори и на директорот, ученици кои буквално голем дел од нив и доаѓаат од рурални средини. Лесно им беше да сватат за што зборуваме, значи за социјалното предприемништво во однос на земјоделството, затоа што социјално предприемништво можеме да имаме во сите области. Ние овде конкретно зборувавме прво што е социјално предприемништво. Предприемништво во кое тоа е бизнис модел, секако дека ни е цел да оствариме профит, но исто така имаме еколошка или социјална мисија која дава едно позитивно влијание во општеството. Имаше циклус од неколку предавања, освен јас имаше и други предавачи кои направија интересни работилници од различни аспекти за социјалното предприемништво, а со мене со учениците го работиме токму тој практичен дел. Што ние на крајот треба како резултат да добиеме. Поделени имаме 5 групи, секоја група работи свој проект. Јас тоа го спроведов преку една игра, значи вклучував моменти каде што учениците треба да учат, но треба да тоа да им биде привлечно, достапно и забавно. Многу исполнителни, направивме 5 проекти кои се однесуваат, односно се уште се во изработка, рамки за тие социјални бизниси, модели. Едниот се однесува на отпадното масло од домаќинствата и од индустријата, односно најчесто тоа се рестораните во прашање. Понатаму имавме за копривата како ресурс, компостот, калифорниските црви и пепелта, дрвената пепел која најчесто е продукт на греењето во грејна сезона и се уште нели многу домаќинства го користат тој начин на греење. Како го направив првичниот чекор за да дадеме можност на нивната креативност. Денес постојат милион алатки со кои тоа може да се дојде до некоја идеја. Јас ги замолив, ве молам, во првите 15 минути да ве слушнам вас. Без телефони, без чат GPT, без YouTube, без ништо. И верувајте дека многу убави резултати имаше. Реков, подоцна, не е страшно ние да ги користиме алатките да обработиме идејата, но прво да видиме што од нас произлегува како мисла, став, што може да се направи. И сега еве овие денови стигнуваат веќе рамките кои тие ги изработија, натаму ќе им помогнеме тие рамки да се доразвијат и сето тоа, за да не заврши тука, ќе имаме еден поголем настан, на некој начин саем, кој има за цел да ги представи нивните проекти, да ја измери на некој начин одржливоста на тие проекти
и секако да повеќе да се заинтересира јавноста и да се запознае со бенефитите на социјалното претприемништво. Тоа значи дека имало голем интерес и дека биле максимално вклучени во изработката на тие рамки и во давањето на идеи како нештото може да функционира. Што по-конкретно од овие 5 предлози или модели би можело, според тебе, да биде еден краен производ или пак тие сите 5 модели би биле вклучени во здруженијето кое што понатаму ќе се оформува? Ако се дојде, односно во таа крајна фаза, сите овие 5 бизнис модели одделно, навистина би можеле да функционираат и навистина да бидат корисни, значи да има и профит, но да има и социјален бенефит еколошки. Знаеме дека, например, еве за отпадното масло ќе се задржиме, знаеме дека во огромен удел влијае врз загатувањето на водите, а ние немаме начин како него да го рециклираме. Таквиот модел кој почнува некаде веќе и да функционира во одредени градови, има големи бенефити. Значи, тоа отпадно масло со преработка се користи за добивање на украсни свеќи, се користи за добивање, се користи во козметиката, така што има начин како тоа да се искористи и еве конкретно таа група многу, значи наеднаш видовме едни современи ставови на децата дека размислуваат навистина перспективно и тие како да им е вграден веќе моментот дека треба да се разгледува и за добробит на заедницата, а не само на профит. Ако се вратиме наназад, тогаш не се викало социјално претприемништво, но ние знаеме дека во минатото луѓе кои имале свест придонесували, давале. Значи, ако некој бил, да речеме, занаетчија, со тоа што некого обучувал, направил социјално претприемништво, односно добро дело, или финансирал уметност, или финансирал култура, или помогнал некој кој бил во неволја. Сето се тоа делови на социјалното претприемништво. Но денес живееме во едно современо општество, каде што имаме законски рамки, поинаку се поставени државните функционирањето во државата и едноставно токму затоа ни е потребен ваков еден начин каде што јасно ќе се дефинира што е профитот и бенефитот за оној што работи, но каков е и неговиот придонес во целата заедница. И добро е што младите веќе на тој начин размислуваат со прекрасни идеи и свесни се, особено во овој проект, за важноста на еколошкиот момент. Тоа е многу важно. Тоа е многу важно, бидејќи особено кога станува збор за рурални општини, како што се и Крушево и Долнени, а и рака на срце и Прилеп е во најголем дел рурална општина, освен градот секако има многу населени места и по територија е најголема општина во Македонија, така што мора да се размислува тука, но и мора да се прават системски измени кои што ќе дадат поддршка за вакви иницијативи. Го спомнавме моментот за профитабилност, но исто така јас имам две прашања, односно едно прашање што се однесува до два фактора, а тоа се локалната власт, колку даде поддршка за овие иницијативи и дали на некој начин се тангираат и бизнис заедницата од овие општини и пошироко од регионов, што може тука да вклучи и да даде свој придонес одредена бизнис фела компании кои би сакале да дадат поддршка за вакво нешто. Има ли таква можност? Така, проектот го задира и до покрај нели оние целни групи на кои што ги задира самиот проект, тука се невработени лица од 15 до 29 години, жени и така натаму, како засегнати страни или страни кои што би можеле да имаат свој придонес во секој случај, секогаш се нели добре дојдени и локалната заедница, и локалната самоуправа и бизнис секторот, односно оние, ајде да кажам, поголеми фирми или фабрики кои што гравитираат околу општина Долнени и околу општина Крушево.
секако дека секој нивни придонес или секој нивни удел, дали бил преку некоја поддршка или вклучување во кампања, повик некаков, запознавање подетално со целите на овој проект, па и во иднина и на други проекти кои што ги задираат овие прашања, во секој случај нивната поддршка и тоа како би била добредојдена во вакви ситуации, бидејќи често им се познати начините на обработка, на преработка, за каков и материјал да се работи, дали е, например, прехранбена индустрија, дали е текстилна индустрија и сите тие работи, во овој случај би дошло до спој или симбиоза на нивното знаење, а од друга страна го имаме волјата на младите, желбата, енергијата, да, и на таков начин би била добар спој помеѓу искуството и од друга страна волјата на младите како да го помогнеме ова, како да го сработиме ова и тоа како би имало позитивен ефект при реализирањето на ваквите проекти. Уште повеќе што може да се создадат нови партнерства. Така е. Во однос на прашањето за институционалната поддршка, што рековме, целта е да се помогне, да се изнајде начин, овие иницијативи кои што веќе почнале со законски измени од 2021 чинам, па до сега и не вродиле со плод. Дали проектов има за задача и оние што се главни носители на проектот да одат уште понатаму со одредена дополнителна иницијатива до пратениците, група на пратеници кои што би доставиле одредени барања за тој закон, конечно да го види светло на денот за да може да функционира онака како што треба и онака како што целиме кон Европската Унија и ние сакаме да имаме формализирано социјално предприемништво. Така е, да. Согласно овој предлог закон се очекува врз основа на она што успеав да го изанализирам во смисла мислења, коментари на владини експерти, на други здруженија кои што се дадени кон овој предлог закон, се очекува дека овој закон би имал позитивни финансиски, економски и фискални, особено социјални и еколошки влијанија во нашето општество. Сега во овој дел кој што го споменавте и тоа како е многу важно во овој дел лобирањето. Сепак од 2021 во текот на 2023 е прикачен самиот предлог закон на веб страницата на ЕНЕР, а сега сме 2026 година и се уште тапкаме во таа фаза. И тоа како ваквите проекти индиректно или директно, посредно или непосредно може да влијаат по однос на тоа, ајде да го потурниме овој процес, ајде да го стимулираме овој процес, бидејќи ни представува еден начин како ние да започнеме со некои нови работи во токму конкретно еве во Пелагонискиот регион. Имаме желба, имаме мотив, имаме идеи, ајде да ги сработиме, ама на тој начин да пробаме преку лобирање да стигнеме до крајниот исход. Одлично. Стигнавме до моментов, рековме дека младите се навистина желни да работат на вакви проекти. Особено рече дека се изненаден за младите од Крушево во средното општинско училиште, но таму се создава и храна. Мене ме интересира тоа, бидејќи во случајов рековме младите знаат дека она што штети на природата, штети и на здравјето, уште повеќе во институција каде се создава храна, но како сето тоа влијае не само врз нив, тие се свесни, но како тие можат да влијаат и на останатите, на нивни родители, бидејќи јасно ни е дека свеста кај нас, за жал, наместо да се развива, да оди напред и да си ја чуваме нашата животна средина, некако како да подзаборавивме на тој момент, бидејќи се нешто најважно е во игра се парите, бизнисот, профит, а не она што е наше заедничко или заеднички интерес. Видете, таа фаза и тој врв на човештвото во кој се стремеше човекот само кон пари, колку и да изгледа дека споро ќе се движи, некако завршува таа ера. Зошто? Зашто парите донесоа и многу негативни, значи интересот само кон пари, гледајте што ни се случува со рудното богатство. Гледајте колку еколошки негативен бенефит, не е бенефит, односно негативни штети доживуваме од тоа. Затоа
убаво е кога на луѓе во рурални средини или без разлика, или во градски средини, ќе им се каже дека малку ќе се насочат да викаат, чекај, можам и ко природава да ја искористам која природава ми ја дала. Не да ја уништам, туку да ја искористам и да направам додадена вредност на одреден производ. Конкретно во Крушево, навистина постојат професори кои и тоа како на еден современ начин, значи и им ја даваат основата на учениците, но вистина работат. Јас се воодушевив дека, например, ние таму јадевме оброк кој е подготвен од учениците во училиштето. Значи тоа е веќе еден модел на одржливост. Так. И веќе еден модел на социјално претприемништво. Училиштето кое има во основа образование, веќе нуди готов производ кој го користат и учениците и вработените. Друго, тие веќе нудат, имаат можности да прават кетеринг. Да, што и да продаваат. Значи, веќе тие функционираат, затоа се навлезени и верувам дека затоа и така лесно и пријатно одеше инспиративно сета работа. Конкретно, еден од моделите за кој зборував е компостирањето. Компостирањето може да биде и тоа како кај нас години веќе се работи со компостирање, но некако тоа пак велам не е во обем кој би требало да биде, а имаме можности. Ние секојдневно купишта органски отпад правиме сите, како домаќинства, како фирми и така натаму. Токму затоа најмногу таму се задржав на моделот за компост, бидејќи огромен дел од храната што не се употребува, поминал рок и така натаму, може да се искористи токму во компостирањето. Зборувавме што вклучува компостот, што може да содржи, така што веќе тие на некој начин работат во еден мал обем, но може да се развие и во училиштето, но и да се направи одделен бизнис модел. Да речеме, тоа би било дополнителна заработка на секој ресторан, например, кој би го правил тоа. Значи, нема да ги полниме контейнерите и да мешаме секаков отпад без селекција, туку ќе имаме производ кој и тоа како е потребен, значи всушност го запазуваме оној момент на кружење на материјата во природата. Ете, тоа е од огромно значење би било ако така се погледна. Потоа имавме за пепелта, реков, исто така, завршува често во контейнери, па тука може да се зборува и за пилевината, која исто така гледам сега во ова време кога на луѓето им стигнуваат дрва за огрев, ќе се исече и чекаат петок или кога доаѓа нели возилото на комуналното предпријатие да се земе. Зошто? Има милион начини да се реупотреби. Ние всушност, ако зборуваме за одржливост на моделите, не треба нешто многу ново да измислиме. Ние само треба да се навратиме на едно домаќинство пред 70-80 години на овие наши простори. Вие ќе видите дека едно селско домаќинство е врв на социјалното претприемништво и врв на одржливоста. Не треба да измислуваме, само треба да се навратиме и тоа да го примениме во едни современи услови. А секако кога вие на учениците им отварате една перспектива дека чекај, јас можам во моето место да го употребам ова, да направам производ, да развијам нешто што го нема во моментов, а да биде корисно за сите, едноставно да почнеме да ги воспитуваме на начин дека можете да бидете тука и можете пристојно да живеете. Со самото воспитување на тоа дека овде ништо не бидува и вие треба да си заминете од тука, тоа го кажа и една ученичка сега на еден настан токму поврзан со оваа тема, сватив дека не е тоа дека децата така сами одлучуваат и сакаат. Туку кога ќе видат несигурност, кога ќе видат неподдршка, исто така е многу важно. Ако сега еден, да речеме, полнолетен граѓанин на оваа држава реши еве да го прави моделот со коприва, ако вие како семејство, како институција не го поддржите, му кажете дека тоа се будалаштини и нема перспектива, еден млад човек многу лесно ќе се откаже. И не можеме инстант да очекуваме дека наеднаш ќе има не знам каков огромен профит и дека ќе си купи јахта од бизнисот. Треба да ги приземиме работите.
Значи, во основата е да обезбедиме, например, на почеток, доволно е една плата да се обезбедува. Па да има можности натаму сето тоа да се развива. Идејата ми е, кога зборуваме, да ги зборуваме работите онака како што се, да не преувеличуваме и никого да не го залажуваме, нити да го, како се вели, да го носиме жеден преку вода, и да му кажуваме невистини, затоа што со тоа негативно влијаеме врз нашето потомство, врз луѓето кои треба да ја натаму да ја развиваат нашата држава. Еден момент кој што би сакала да го потенцираме, а се однесува на она што често пати го велиме, дека младите, па и постарите, и ние заборавивме да се дружиме, колку овој проект еве нуди и таква можност, социјална комуникација, бидејќи рековме на крајот на краиштата ќе се создаде една задруга и има здружување, што е многу важно, бидејќи станавме некако многу себични, сами, осамени и сами за себе доволни. Да. Најпрвен би сакала да се согласам со Филип. Имав можност и јас да присуствувам на една од работилниците во средното училиште во Крушево и баш така низ разговор со учениците. Нели почнувам така малку поедноставно, знаеме што е социјално претприемништво, земјоделство, така натаму, и учениците беа како малку стегнати, притиснати, како срам да чувствува, да кажат кој од нив се занимава реално, дали се работи за една нива од еден декар тутун или како и да е. Ја почувствував таа енергија како да беа стегнати. И така усрамени, како бариери некои да имаше. По однос на ова кое што го поставивте како прашање, формирањето на ова младинска земјоделска задруга како производ на овој проект и тоа како би влијаела по однос на тоа заедништво, здружување, колективност, припадност на одредена група која што прави промени на крајот. Така е, би представувало на некој начин еден мотор на обработка на идеи, на ајде како да го направиме ова, едноставно како што кажавте би чувствувале дека припаѓаат на некоја група, имаат некој свој, а паралелно и го работат она кое што сакаат да го работат, например земјоделството, например одгледување на тутун, одгледување на раноградинарски култури, одгледување на овоштарници, малини, диапазонот е широк за одгледување на овошки, на зеленчук или што и да било друго. Секако дека, како што спомнав, ќе представува мотор на идеи, односно ќе имаат можност да ги споделуваат сите оние нивни размислувања. Како што кажав, ајде ова да го направиме она, понатаму можност за дополнителен развој, унапредување, обуки, да организираат сами обуки, едукации некои, понатаму сега сме во ера на дигитален маркетинг, апликации за ова, апликации за она, младите биле заинтересирани сега како да направиме, ајде можеби некоја апликација со која што би можеле системот капка по капка да го уклучиме преку телефон или како и да е. Да, и тоа како понатаму би можеле да имаат полесен пристап до, како што напоменав и на почеток, до одредени европски, национални, домашни фондови. Мислам дека тука лежи клучот зошто да не ги поддржиме овие идеи и иницијативи, бидејќи кого најпрв на приоритетната листа би го ставиле ако не младите кои што доаѓаат со вакви идеи и можности и желби најнапред од се. Јас ви благодарам за разговорот, наистина бевте прекрасни, бидејќи внесовте енергија во ова студио и верувам дека сите оние што го слушаат и го гледаат разговорот ќе им значи тоа, бидејќи младите носат енергија, но и вакви идеи кои што се прават со цел не за профит, туку уште повеќе за заедништво и заеднички цели, значи многу во ова време каде што, за жал, изгубени се тие вредности, но ајде да се враќаме на вредностите, како што спомна и Филип, дека дојде врвот на тоа профитерство. Ајде да се вратиме на човечноста. Благодарам Анастасија, благодарам Филип. Се надевам дека повторно ќе ни бидете гости, бидејќи проектот се уште трае и се уште ја нема достигнато крајната цел, па да се пофалиме дека сме ја постигнале целта на крајот. Така е. Благодариме и вам. Хитови играат цела ноќ.